Насловот на вечерашната тема е што ако имаме уште само еден единствен ден. Многу пати во разговори со луѓе кои не го познаваат Христос, не сакаат да говорат ниту за смртта, не сакаат да говорат ниту за, како што велат умирачки, не сакаат да говорат за тој би рекол последен ден од нашиот живот. Многу малку луѓе од нас може да знаеме кога е тој последен ден. И идејата на вечерашнава моја проповед да видиме што кога би знаеле. Размислуваме ли воопшто како луѓе кои што го познаваат Исус Христос, како луѓе кои велиме дека се нановородени и се нови созданија, дали како така верни луѓе ни поминува низ глава, дали и кога и тој последен ден како би го употребиле. Многу велат и многу пати сум слушал од луѓе на оваа тема кога ќе се отвори некаков разговор, само кога би знаел каков би бил крајот, многу работи би ги променил многу одамна. Само кога би знаел дека сето тоа што се случуваше порано немало да трае вечно. Темата, би рекол, за нас верните, темата за нас кои што сме се определиле да чекориме по Христовиот пат, за нас кои што го познаваме Христос одблизу и можеме да кажеме дека сме Негови деца, не се тоа, би рекол, теми кои што треба да ги избегнуваме. Не се тоа теми за кои што не треба да размислуваме. Јас малку подоцна ќе кажам дека јас многу често сум размислувал за тој последен ден. И многу малку имаме, би рекол, можност и многу малку луѓе имаат можност да имаат, дали е тоа привилегија, да знаат кога е нивниот последен ден. Или ако во најмала рака да знаат кога се нивните последни денови. Ако овој наслов на оваа вечерашна моја беседа ќе го подкрепам со еден псалм. И повторно ќе кажам еден од најубавите псалми. И тоа повторно е по моје видување. Сите псалми се убави. Меѓутоа ние како луѓе знаеме да се врземе, знаеме да си одбереме, знаеме да кажеме дека оваа книга од Библијата, овој стих од оваа глава ми се омилени. Секој има различни одговори, меѓутоа целата Библија има такви стихови, такви силни зборови кои што навистина го допираат срцето на човекот. Би сакал многу накусов во неколку збора да кажам што представува самата книга, да кажам неколку збора за самите псалми, што тие представуваат, за да може да го прочитам вечерашниот текст, иначе ќе говорам на 84-тиот псалм, во старите Библии 83, има 12 стиха. Ќе ги прочитам сите 12 стиха, но ќе се задржам на последните 3-4 стиха или во самиот псалм
во неговата структура, кога се разгледува, има еден момент на кулминација. Таа кулминација се случува некаде во 10 стих. Сакам да кажам неколку збора, како што реков, за псалмите. Книгата Псалми е во Стариот Завет. Книгата Псалми е една од најголемите книги во Библијата. Псалмите како псалми, како ние денес што ги познаваме и ги употребуваме, псалмите ги имаме или го имаме името добиено од преводот на Стариот Завет, на грчки, од таму е дојдено од Септуагинтата и од тука ги нарекуваме псалми. Псалмите ги има 150 на број. Се разликуваме или се разминуваме во некој, како што реков, 84-ти, кај некој 83-ти. Тие разлики или тоа разминување е поради први и втори псалм, некаде е еден псалм, кај нас се први и втори 2. Има на други места кај што псалмите во оригиналот кај евреите се споени, кај нас се разделени. Меѓутоа, последното ревидирано православно издание кое што излезено, може да кажам дека сме точни и затоа велам и кажувам дека е 84-ти псалм. Псалмите како авторство имаат многу автори. Може би Давид се говори дека повеќе од половината се негови псалми. Меѓутоа, има и други автори, има неколку псалми на Мојсей, на Асаф, на Кореовите синови. Но јас велам дека не е толку важно кој ги напишал псалмите за моја вечерашна проповед. Многу поважно е да видиме, многу често кога се употребуваа псалмите, доваѓа до би рекол, некаков проблем, бидејќи многу често јас сум размислувал од каде доваѓа такво едно недоразбирање кога се говори определена тема на определен псалм. Причината е многу за нас од оваа страна едноставна, бидејќи треба да се знае која е структурата и која е намената на крајот од краиштата на самите псалми. Псалмите е важно да се знае дека самата нивна структура и они паѓаат во оној дел на поезија и оните сами се поеми. И не само чисти поеми, него тоа се музички поеми. Така да на многу псалми кои ќе ги читате, ќе видите дека се кажува кој од пеачите прв почнува да пее, на многу псалми се кажува со кој инструмент почнува да се слави или да се пее тој псалм. Вообичаено се тоа жичани инструменти од тоа време. И овие псалми 150 се собрани, како што реков, и авторите се различни, нивното собирање од различни луѓе, како што ние ги имаме денеска во една ваква форма. Собирани се некаде од 1410 до 430 година пред Христа, значи за некаде од прилике за 1000 години се собрани во една ваква форма, како што ги имаме ние денеска. Многу важно би рекол и јас, тоа е моje лично мислење, настануваат проблеми кога се говори за определени псалми, бидејќи треба да знаеме, не можеме да вадиме никаква доктрина ако знаеме дека нешто е поема, ако знаеме нешто дека е литературен жанр. Значи не можеме на псалмите многу често луѓето ги разгледуваат или ги читаат како историја. Значи не можеме така да ги гледаме. Многу често луѓето ги читат или ги толкуваат како некаков даден закон. Ја затоа реков, од ниту еден псалм, а камоли од некаков стих, би можеле да извадиме доктрина. Меѓутоа, идејата и целта на псалмите, зашто ги имаме ние денес, и се во Библијата, служат
за една сосема, би рекол, во друга насока, за нас многу важна и многу битна. Мене, спремајќи ја оваа проповед, се сетив на машките часови за луѓето кои што се нови во верата. Па говоревме дека многу им е тешко да разберат, бидејќи употребуваме некаква терминологија за нив која што прв пат ја слушаат, им е непозната. Говоревме дека не знаат што представува тоа книги, глави, стихови. И тоа е нормална работа. Православните имаат една, би рекол, добра работа, од многуте добри работи, така наречен молитвеник за оние кои што се нови во верата, да може да го читаат тој молитвеник, да можат да се информираат, да може да почнат да ја разбираат таа терминологија и полека да се воведат во една комуникација со Бог, а ние ја нарекуваме тоа да почнат да се молат. Токму затоа псалмите може да послужат за секој еден од нас во молитвениот живот. Псалмите може и не учат сите оние кои што ги читаме и што ги разгледуваме. Псалмите не поучуваат за да можеме да го изградиме нашиот однос, да знаеме како да се радуваме. Псалмите се тие кои што не поучуваат како да тагуваме, како за нешто да жалиме, како за нешто да се радуваме, како на еден вистински начин да ја оствариме таа комуникација со Бог. Од тука, сите псалми кај нас, како и целата Библија, тоа веќе верувам го знаете, имаат стихови, имаат глави, но во оригиналот, они си се поделени во 5 книги. Ако ви текнува, кога го разгледувавме Матеј има 28 глави, меѓутоа има белези во структурата на самиот текст, каде што има белег за почеток и на крај, и видовме дека има 5 глави. Тоа е повторно ради петокнижието кај евреите. Токму и псалмите имаат своји белези за почеток и на крај, и тие не случајно повторно се поделени во 5 книги. Во оригиналот имаат 5 посебни, би рекол, поделености кој каде припаја. Од тука би сакал, како што реков, да толку околу овој кус вовед за псалмите, и би сакал да го прочитам овој 84-ти псалм. Како што реков, ќе го прочитам целиот, а ќе се задржиме на последните неколку стиха. Колку се мили Твоите живеалишта, Господе Саваоте. Саваот, знаете дека е Господ на силите. Копне е душата моја, сакеки да е во Господовите дворови, срцето мое и телото мое со радост се стремат кон живиот Бог. И птичките си наоѓаат живеалишта, и ластовичките гнездо, каде што ќе ги положи пилињата свој, при олтарите Твои, Господи, Саваоте, Царе мој, Боже мој. Блажени се оние кои живеат во домот Твој, тие постојано Те фалат. Блажен е оној човек кој заштита бара кај Тебе и во чие срце се патиштата Твои. Преминувајќи ја сушната долина, тие ја претвораат во извори и дожд ја покрива со вирови. Минуваат од сила во сила, додека него видат Бога на Сион. Господи, Боже на силите, услиши ја молитвата моја, послушај Боже Јаковов. Боже заштитнику наш, погледај и види го лицето на Твојот помазаник. Зошто еден ден во Твоите дворови е подобар отколку 1000 дни надвор. Повеќе би сакал да стојам на прагот пред Божиот дом, отколку да живеам во шаторите на нечестијата. Бидејќи Господ Бог е сонце и штит, тој дава благодат и слава, Господ не ги лишува од блага оние што одат непорочно. Господи, Саваоте, блажен е оној човек кој се надева во Тебе. Повторно ќе повторам,
нема поубав псалм од овој 84-ти псалм. Нема поубава, би рекол, радост на душата, нема поубав мир во срцето, како што реков, овој псалм својата кулминација ја доживува од 10-тиот стих. И овдека псалмистот вели дека прави една споредба: 1000 денови се ништо во однос на еден единствен ден во дворовите на Бог. Се прашувам, како што и реков самиот наслов на вечерашнава беседа, ако имаме само уште еден и единствен ден, ако било кој од вас размислувал на таа тема, ако било кој од вас имал можност или бил во состојба да може да предпостави дека ќе има уште еден единствен ден. Прашањето е, што би направиле кога би знаеле дека имате уште еден единствен ден? Прашањето е, како би го искористиле тој еден единствен ден? Што би направиле за тој еден и единствен ден? Многумина, како што реков на почетокот, даваат одговори дека би отишле на места кои никој пат не биле досега. Други луѓе даваат одговор дека кога би знаеле, би промениле многу нешта претходно. Меѓутоа, не случајно е дадено овдека еден ден наспроти 1000 дена. 1000 денови се скоро 3 години, ако не грешам. Горе-долу, околу 3 години. Дали тој еден единствен ден би го замениле за било што? Ние ќе видиме подоцна овдека, што вели псалмистот. Каква е неговата желба и каква компарација прави помеѓу еден ден и 1000 денови. Разликата е огромна, да ви кажам. И не случајно е одбран еден ден или 1000 денови. Не случајно е одбран како компарација толку голема разлика. 1000 денови не се малку денови. Верувам дека секој еден од нас на најразличен начин би сакал да ги искористи тие денови. И може би сосема поинаку би размислувале кога би имале 1000 денови. Но овдека псалмистот продолжува и вели дека во никој случај, значи тој еден и единствен ден, во никој случај не би го заменил за 1000 денови. Повеќе би сакал тој еден единствен ден да го помине во домот на својот татко. Да го помине во домот и тоа да биде пред вратата на неговиот дом. Да седам или да лежам или да бидам надвор од вратата на твојот дом. Да можам да имам само еден поглед кога ќе се отвори вратата, да може да дзирнам, би рекол, да може да слушнам барем малку што се говори и што се случува во домот на мојот татко. За разлика од понудените 1000 денови, кои во никој случај текстот вели да живеам во шаторите на нечистијето. Да живеам неслучајно, и тоа зборче е одбрано да живеам, не е тоа да поминеш некаде и да имаш еден краток престој. Не станува збор за неколку дестина дена или за некаков определен број денови. Да живеам значи да живееш и да престојуваш. Во шаторите на нечестивиот значи да живееш во изобилство. Значи да живееш
и да ти се нуди и да имаш онолку колку што не можеш да потрошиш. Разликата е навистина многу драстична. Ние знаеме, во Матеј говоревме кои луѓе ги носева пред домот и кои луѓе ги оставаа пред прагот на Господовиот дом. Оние кои што беа болни и оние кои што имаа потреба, кои што беа сиромашни. Разликата да живеете во изобилство, разликата да имате онолку материјално, колку што немате потреба, колку што не можете да потрошите. Псалмистот вели, сето тоа го оставам настрана само за еден и единствен ден, да можам да бидам пред вратата, да можам да бидам пред портите на мојот Отец. Многу е чудно. Чудно е од причина што ние денеска, дали кога би имале можност да избереме да дојдеме еден час во црква, и ако имаме можност 1000 часа да отидеме некаде на друго место, што би направиле? Дали ние денеска имаме можност и предизвик? Дали попрво би одбрале еден час да бидеме во Господовиот дом? Или би одбрале нешто друго? Говорам би одбрале, бидејќи кога немате што да одберете, многу лесно е да дојдете еден час во Господовиот дом. Меѓутоа, кога ќе ви се понуди и друга опција, кога ќе имате 1000 денови, да може да ги поминете во шаторите во изобилство, дали тогаш ќе одберете повторно да бидете еден ден во Господовиот дом? Во 11 стих псалмистот ни дава, би рекол, одговор, ни ги дава причините. Кои се причините зошто кога имаме една таква опција од едно толку големо богатство во изобилие, да бараш и да одбереш, да живееш еден ден, само еден единствен ден пред портите на својот Отец. Псалмистот вели дека Господарот на силите е како сонце. Господарот на силите е како штит. Сонцето, не знам дали сте размислувале дека ако го нема сонцето, нема ни живот да има на земјата без сонцето. Не знам дали сте размислувале дека ако сонцето само велат од 3 до 5% се доближи повеќе до земјата, дека сите ги не спржи. Ако 3 до 5% се оддалечи, дека сите ќе измрзне. Не знам дали сте размислувале дека луѓето едва и чекаат да дојдат годишните одмори за да одат и да уживаат на плажите, на морињата и да уживаат, велиме, во зраците на сонцето. Сонцето не само што не стоплува, сонцето не само што ни ја дава светлината, сонцето е тоа кое што го осветлува патот на верникот и на оној кој што се движи во заедништво со Христос. И не само, вели псалмистот, тоа е сонце, него тоа е и штит. Ние многу пати преокупирани
би рекол, натоварени, обременети од секојдневните наши грижи. Ние често пати како да забораваме чиви деца сме. Многу често ни се случува и запаѓаме во едни критични, би рекол, периоди од нашиот живот, како воопшто да не сме Божји деца. Како воопшто да не го познаваме кој е нашиот татко. Во истиот 11 стих вели, тој е сонце и штит, тој ни дава благодат и не носи кон славата. Тој, како што реков, ни го осветлува патот по кој што одиме. Јас можам да кажам за себе си, пред да ме најде мене Христос, таму каде што ме најде. Колку и да се трудиме, да чекориме во светлина, измамата е многу голема. Светлина, вистинска светлина, без Христос во овој свет нема. Колку да се чинат патеките дека се прави и осветлени и знаеме кон каде се движиме, излегува дека вистинската светлина е само Христос. Не можеме да имаме вистинска светлина без Христос. Ние, затоа реков, како да забораваме кој е нашиот Отец. Како да забораваме на нашите почетоци, кога сме се покајале, кога сме одговориле на Неговата покана и сме се одлучиле да чекориме заедно со Христос. Ова сето го говорам бидејќи ние многу добро знаеме, а веќе реков како да забораваме дека грижата за нашиот живот, грижата за овој наш земен живот и оваа наша подготовка е во рацете на нашиот Отец. Тој ни ветил, и не само што ни ветил, тој ни гарантира дека нашиот пат ќе биде осветлен пат. Без разлика како тоа нас многу пати ни се чини и без разлика како тоа нас ни изгледа. Меѓутоа, тоа е гаранцијата дека низ овој пат ќе го минеме во вистинска светлина, со благослови како што вели, и сигурно ќе стасаме во славата и во заедништвото Негово. Овој стих продолжува и вели дека, ќе го прочитам, да не го парафразирам, Господ не ги лишува од блага оние што одат непорочно. Многу важен е овој последен дел, дека Бог никогу не лишува, си има предвид на своите. Ние, повторно ќе кажам, како да забораваме дека сме под покровителство и под заштита на Бог. Како да забораваме дека сме овци, на неговите пасишта. Дека тој ја покажува целата грижа. За се што имаме потреба, тој како добар родител се грижи и тој како добар родител ја оскрбува нашите нешта. Мене ми текнува, подготвувајќи ја проповедта на Јана, не се тука на малите деца. Они за ништо не се грижат. Имаат сигурност во нивните родители. Дека знаат дека тоа што им треба за училиште, дека утре ќе го добијат. Они знаат и се сигурни за сето она што им е потребно, дека ќе го добијат од своите родители. Колку повеќе Христос и на многу места кажал дека да не се грижиме, дека целата грижа е во Неговите раце, дека сите наши потреби. Ние правиме многу често, ја не знам, дали од незнаење, дали некому така му одговара, многу стихови
ги правиме парче. Вадиме определени зборчиња, вадиме определени реченици, ставаме точки таму каде што нас ни одговара, ги научуваме така или како што реков, или некој не научил, и потоа со тие стихови ги кажуваме и со тие стихови располагаме како Бог еве и овдека тоа дека се грижи токму за нас. Ова го говорам зашто овдека вели оние кои што чекорат во мене, со мене, или оние кои што чекорат во праведност. Не можеме да ја употребуваме таа фраза дека ние сме Христови, кој е Христос се му врви на добро. Да, точно, како и овдека што вели, меѓутоа оние кои што врват во праведност. Ние сме благословени и добиваме се она што ни е потребно. Меѓутоа, само оние кои што врват во праведност, само оние кои што се покоруваат и кои што се послушни на заповедите Божи и на Словото Божие. Ние не можеме многу стихови каде што Бог ни дава гаранции да си ставиме точка каде што ние сакаме или да си ги читаме до таму каде што нас ни одговараат. Јас се молам, нема никаков одговор на молитвата. И тоа сме го говореле многу пати. Многу поважно е да се прашаш дали си под покровителство на Исуса Христа. Многу поважно е да се прашаш дали си ти покорен на Исуса Христа. Многу е поважно да разбереш дали си ти послушен, дали си ти во чекор, како што вели Словото, во непокорство кон Бог. Дали ги исполнуваш неговите заповеди, бидејќи и апостол Павле истото го вели. Ние во Матеј, ако се сеќавате 6 глава, кога говоревме за проповедта на планината, та не ја барам сега, таму говореше за кои ги рани птичките, за убавите цвекиња, денес ги има, утре ги нема. Таа глава на крајот завршува така: колку повеќе ќе се грижам за вас, колку повеќе се што ви е потребно ќе ви дадам, но има едно не. Но оние кои што го бараат прво Божиото царство. Не можете да барате нешто од позадина. Не можете да барате нешто кое што просто ние сакаме да си го бараме. Има нашиот Бог или мојот Бог е Бог наред. Нашиот е Бог кој што се што е кажано до ден денешен е исполнето и сум убеден и верувам дека уште што останува дека ќе се исполни. Меѓутоа, само под услов, пак ќе речам, апостол Павле вели: се што имам, во Филипјаните мислам беше, се го сметам за измет. Најважното ми е односот, најважното ми е како да дојдам до Исуса Христа. Тоа е најважното. Јас се прашувам што би правил, како би го искористил ако знам дека имам само уште еден ден. Што ќе направам попрво? Ќе одам некаде да се шетам, да видам нешто што не сум видел? Ќе одам некаде да се одморам, бидејќи тоа е последниот мој ден? Или ќе сакам и тој мој последен ден да го посветам на Христос? Или ќе сакам и тој мој последен ден да бидам пред вратата на мојот Отец? Или ќе сакам и тој мој последен ден да бидам со браќата и со сестрите? Одговорот има многу одговори. Секој може да си го даде одговорот сам на себе. 12-тиот стих, овој псалм завршува, или би рекол тоа е резимето. Ако 10-тиот стих реков псалмистот отворено, со многу голем
копнеш на срцето и на душата, има вик, дека ништо не представуваат 1000 денови. Во најдобри услови. Тој сака еден ден да го помине пред портите на својот Отец Небесен. Ако 11 стих ни ја дава причината за која што ние многу пати, како што реков, забораваме, чии сме забораваме, кој е нашиот Отец. Овдека во овој последен 12 стих, во ова така наречено мое резиме, доваѓаме до крајот, до суштината, и он вели за верата, говори за верата и за довербата. Ние многу пати се прашувам дали кога имаме определени ситуации, кога се наоѓаме во определени ситуации, кога од страна изгледа како луѓе кои што немаат вера, како луѓе кои што ја загубиле или ја заборавиле вера. Не знам зошто тоа се случува. Не би сакал да навлегувам во шпекулации. Меѓутоа, велам дека нема ниту една област, нема ниту еден стручен човек во некаква област, а да тоа не го работи и не го прави во еден континуитет. Значи, за било кој успех, за било кој растеж, нека биде најсветовен од сферата на образованието, од сферата на нашата работа. Има континуитет. Не можете да бидете во форма без да бидете во некаков континуитет. Ова го говорам, можно ли е, се прашувам, споделувам со вас, можно ли е ние да паѓаме, да забораваме на верата и на довербата во Бог, бидејќи не сме во континуитет? Не можам да најдам некаков одговор. Која е таа причина, за да можеме, кога ќе не нападнат најразлични, би рекол, проблеми, ние сме веќе збунени. Многу, секој пат, пред секој еден проблем, ние имаме 2 пата. Или ќе ми е подобро еден ден, или ќе тргнам, ќе ми е подобро 1000 денови. Меѓутоа, на многу места во Библијата, многу отворено, со многу аргументи и со многу факти, ни е кажано дека нема да бидеме оставени, дека нема да бидеме заборавени. Во една прилика реков дека ние како да седиме на едно место и чекаме Христос да дојде кон нас. Таква концепција во Библијата, барем јас, не гледам. Кога говоревме и за вистинските и за лажните христијани, христијанството во својата суштина, во својата основа е, би рекол, акција. Вистинските христијани се движат. Вистинските христијани секој пат се во движење во една нагорна линија. Христијанството не е статична религија. Христијанството не е нешто да стоиш во место и да чекаш и да правиш некакви мантри. Ако ние направиме еден чекор, колку повеќе ние се приближуваме и одиме кон Христос, толку повеќе Христос доаѓа кон нас. Ние да направиме еден чекор во насока кон Христос, Христос ќе направи 10 чекора во насока кон нас. Причата, пак ќе кажам, Матеј, не ја заборавајте за блудниот син. Таткото, ако ви текнуе, кога го направи првиот чекор синот и кога почна да се приближува, таткото што направи? Направи 10 чекори. Тоа е принципот. Мене само кажав, многу ми е чудно, не можам да најдам одговор. Зошто во дадени ситуации
остануваме статични? Зошто во дадени ситуации забораваме чии деца сме? Зошто во дадени ситуации забораваме кој е нашиот Отец? Ако имам само уште единствен ден, како ќе го потрошам? Како ќе го искористам? Како ќе го употребам тој единствен ден? Завршувам со тоа дека и да знам дека ми останува единствен ден. Не треба да забораваме дека единствената вистинска радост е во Исуса Христа. Не треба да забораваме дека вистинскиот мир е во Исуса Христа. Не треба да забораваме дека, како што реков, тој е сонцето кој што го осветлува и не води преку еден сигурен и безбеден пат до местото каде што ќе ја добиеме славата. Бог да ја благослови.